Добро вечер. Во продолжение следуваат минути за најновите информации од културата. Ликовната уметница Славица Танеска ја постави нејзината најнова самостојна изложба насловена Иконописот, коренот на македонското сликарство, на која се изложени 15 икони, работени на ореово, липово дрво и медија пан со акрилни бои. Иконописот, коренот на македонското сликарство е моја 11-та самостојна изложба. Изложбата е правам после 15 години од отварањето на мојата прва самостојна изложба. Инспирирана бев од македонската средновековна уметност, која всушност е и корен на македонското сликарство. Имено црквите и манастирите од тој период се првите галерии всушност за луѓето и прв пат можат да видат уметнички дела, тогаш верски, од верски побуди направени, меѓутоа да се едуцираат и за ликовната уметност преку тие дела. Нашите фрески се врвни, рамни со светските, со ренесансните карактеристики кои што ги имаат, кои што се појавуваат уште пред ренесансата. Така да сметам дека е многу значајна како тема да се истражи. Ова е моја прва изложба на икони. Така да тие карактеристики кои што ги има во самите икони, сметам дека може да се употребат и во современото сликарство, исто како што правели нашите големи мајстори како Кондовски, кој што има елементи од иконите во неговото творештво, потоа Родолјуб Анастасов и останатите други уметници. 15 икони се, бидејќи се 15 години од моето творештво, така да символичен е и бројот. Техниката е акрил на дрво, имаме ореово дрво, липово дрво, медија пан, комбинирано е носачот, меѓутоа техниката е акрил. Имам работено исто така и икони со темпера и јајце, што е многу стара техника. Отворена е во наредната една недела, значи на 15 вечерва се отвара и една недела ќе трае изложбата. Пораката на оваа изложба е да се интересираме за нашите корени, бидејќи народ кој што ја почитува културата, уметноста и своите корени, секако дека ќе опстане. Цивилизациите секако ги знаеме прво преку културата. Дали е некоја египетска цивилизација, Месопотамија или Македонија, прво е културата, а потоа се останато. Така да ги повикувам посетителите да дојдат и да ја видат оваа изложба.